Соединетите Американски држави ги препалувија царините за Македонија. Напорите на владата дадоа резултат. Наместо првичните 33%, тие сега ќе бидат 15%, на исто ниво како и за Европската Унија. Премиерот е задоволен, но и оптимист дека тие ќе бидат уште пониски, зашто преговорите меѓу двете земји не се завршени. Христијан Мицкоски вели дека оваа одлука ќе значи улеснување на македонската економија, особено за извозно ориентираните компании. Ние сме од 33% намалени на 15%, преговорите продолжуваат. Во моментот се наоѓаме на една условно кажано пауза. Веднаш после годишните одмори кои што ќе ги користат и администрацијата во кабинетот на претседателот и канцеларијата на трговскиот представник на Соединетите Американски држави, но и нашите луѓе во министерството и институциите. И очекувам втора половина на август да продолжиме со преговорите. И од она кое што го очекуваме, уште додиме подоле. Најновата одлука на американскиот председател Доналд Трамп предвидува царини од 35% за Србија и 30% за Босна. Албанија и Црна Гора ќе имаат 10%, а останатите земји од регионот кои се членки на Европската Унија 15%, исто како и Македонија. Ние како Македонија сме во иста група со Израел, Норвешка, Европската Унија и така натаму. Јас сакам во оваа прва фаза да се заблагодарам на Соединетите Американски држави што ја коригира тарифата од 33 на 15. Од европските земји најсилно е погодена Швајцарија со царина од 39%. Во светот највисока стапка ќе има Бразил 50%, за Канада стапката е 35%, а за Мексико и Кина се уште нема конечна одлука. Верувам дека повеќе од 200 земји во светот контактирале со тимот за трговија и тарифи. Секако, како што реков предходно и како што рече председателот, ќе им дадеме приоритет на нашите клучни трговски партнери. Трговскиот тим работи денонокно. Македонија нема голема трговска размена со Соединетите држави. Лани 1,4% од вкупниот извоз завршил на американскиот пазар. Во најголем дел тоа се автобуси и автомобилски делови произведени во слободните економски зони. Сепак, трендот е позитивен. Во изминатите 10 години извозот во САД е тројно зголемен. Поважно за македонските компании е тоа што сега царинската стапка за Македонија и за Европската Унија е иста, зашто голем дел од македонското производство во Америка стигнува преку некоја од европските земји, како дел од поголемиот синџир за снабдување. Вашингтон при утврдување на царините во најголем дел предвид ја имал трговската размена и суфицитот, односно дефицитот, што тие го имаат кон другите земји.